Здраво, јас сум Димитар и ова е подкастот со наслов XYZ. Знам звучи како равенка, но и сушност е равенка. Алберт Ајнштајн има поставена формулата А еднакво на X плюс Y плюс Z. А ние ќе кажеме дека X е она што не збунува и за кој имаме прашање, Y е она што не интересира и за кое бараме информација, а Z е предизвикот за мотивација и дејство. Кога сте ги спомнале формулата X, Y и Z, неминуелно е да кажеме дека А е решение за успех. Комплицирано, нели? Да, такви сме ние, младите генерации X и Y, Во овие подкасти ги подискутираме на позначени теми, а сепак главен фокус ќе биде подетално запознавање со Зелениот договор на Европската Унија и агендата за Западен Балкан. Моите другари и колеги ги имаат жешките прашања во рубриката Отворено друштво, а Стефче Дечев ќе биде задолжен во форум Импакт да ни обезбеди подетални информации во денешната тема. Новинарството не е само професија, туку и мисија за истражување, разоткривање на вистината и пренесување на информацијата. Преку новинарите се гради мост меѓу јавноста и случувањата во светот. Новинарите се трагачи по вистината, откривачи на неправдите и промотори на промените. Со своето постоење, новинарството е клучен инструмент за откривање на еколошките предизвици и опасности кои ставаат нашата животна средина во опасност. Преку новинарите се откриваат историските тајни, загадувањето на воздухот, на водите, климатските промени и многу други аспекти на животната средина. Од откривање на еколошки скандали до одговорна потрошувачка, новинарството не само што информира, туку и влијае врз јавноста за заштита на животната средина за некои идни поколенија. Со информирање на јавноста и поставување на важни прашања, новинарите играат клучна улога во подигнувањето на свеста и активност на дејства за заштита на животната средина. Денес во форум Импакт заедно со Стефче е тука господја Катерина Топалова. Предлагам да го проследиме нивниот разговор, тука сме и ние со нашите прашања. Мојата соговорничка во рубриката Форум Импакт честопати можете да ја видите на вестите на македонската телевизија, но низините прилози, не само што освојуваат низа награди, се толку инспиративни што би рекол дека еден главен мотиватор за медиумските работници и некој човек што навистина со голем жар, голема посветеност работи на прилози кои што зборуваат за вистината. Добре дојде, велам, за Катерина Топалова. Може да те представам како водител, новинар, не знам дали има и други. Јас сум новинарка, пред се тоа е мојата професија. Не ти е прв пат пред камери, нема да имаме проблем за разговор, верувам, со тебе. Да. Фала ти, не бев подготвена за овој вовет. Не знаев дека е до толку, многу ми е драго ако се толку инспиративни моите прилози. Јас пред да се запознаеме, така на оние обуки што ги имавме во Сдруженијето на новинари, пред да те запознам лично, јас ги следев некои од прилозите, но како автор лично вака не сум имал можност претходно да те запознам, а долги години работам со граѓанските организации и посветен на еколошките теми, зелените теми. Од оние прилози многу пати кои што ги споделивме на нашите Facebook профили, на интернет страници и така, и кога лично те запознав, видов дека тој жар е навистина инспиративен доста и ми е драго што ти имаме за гостин во нашите подкасти, каде што за младите, за сите гледачи каде ловиме некоја информација плюс, каде ја црпиш можеби или како влезе во светот. Новинарите најчесто можат да бидат инспирирани некои во судски процеси, некои политика, спорт, во различни области, но покрај сите овие насоки, кај тебе голема посветеност во прилозите наоѓаме инспирација точно за теми за животната средина. Како се случи тој момент? Па прво, само накратко, на почеток, се што работите, потребно е да внесете дел од вашата енергија во тоа што го правите, и кога правите манџи, кога садите цвеќе и кога правите прилог, само така имате авторство и нешто што е ваше. Јас верувам дека ако и двајцата се пријавиме некаде да правиме прилог за не знам, за одреден ендемичен вид на риба, ќе го направиме различно, затоа што различно размислуваме и различна енергија вложуваме во тоа.
Тоа е специфичноста која што не одвојува сите нас и не велам дека едните се добри или лоши, има публика за тоа, не можат сите да ве сакаат и не е добро и сите ако не ве сакаат, нели? Каде наоѓам инспирација? Јас сум новинар повеќе од тебе, не знам, професионален новинар, велам во информативната редакција некаде повеќе од 11-12 години. Работев, кај нас постои непишано правило, дека ако работите за високи теми, не знам, преспански договор или војната во Газа или во Украина и дека вие сте веќе стекнале име во новинарството и сте голем новинар штом работите на геополитика, ме водеше и мене таа мисла се до некаде 2018-19 година, кога спонтано ме повика уредникот во македонската телевизија и ми кажа дека почнуваме соработка со Институтот за комуникацијски студии и дека треба да направам 3 прилога за животната средина. Си мислев, што сгрешив и зашто треба сега јас да, од каде тоа сега јас треба за ѓубрето да направам 3, мислам, нели, те спушта подолу. И ама реков, окей, ќе ги сработам, тоа е тоа задача. Имав среќа во институтот, сите тие работи да ги работам со еден фантастичен биолог, кој што ја внесува сета своја енергија за да направи биологијата поинтересна од што било друго. Додека снимавме, завршивме еден кадар и сето тој, ти ми рече, дој сега да ти покажам како се парат полошави. И тој е еден таков смешен лик, Кирил Пржо, што прво ви личи дека нешто се зеза, потоа ви објаснува како тоа изгледа. И знаете, муабет по муабет, ненаметливо, доаѓајте, барем јас дојдов до сознание дека ние можеме да работиме се, не дека не е важна војната во Украина или војната во Газа или не знам, преспанскиот договор или политиката надворешна на Македонија и како ќе оди иднината, меѓутоа има нешто што се вика база и основа, а тоа е воздух, вода и почва. И ако вие ги немате чисти, тоа сте вие во суштина. Така се отвори моето трето око за животната средина. Фала му на Господ што имав таква можност, што ме внесува во еден друг свет, каде што со задоволство работам нешто што го сакам. Не дека не работам други теми, знаете, кога работите во дневно информативно новинарство, немате секогаш привилегија да бирате што ќе работите, така работам и за буџет, работам и за се. Меѓутоа, она што се трудам да го направам е бидејќи животната средина кај нас не е многу застапена, нема слух кај луѓето, не знам, не ја разбираат, можеби се дел како претходно што бев јас, дека не е толку важна. И се трудам по реченица две да внесам, макар и кога зборувате за кандидатските листи за предстојните избори. Ако имате линк, тогаш се чувствувам дека можам да кажам една, да речеме, реченица. Да, ние сме пред собранието, загаден е воздухот, ама имам 3 минути да ви кажам што се случува со Државната изборна комисија и кој од кандидатите. Станува заразен тој момент. Станува заразен затоа што не е на одмет да кажете му внесувате еден дух на извештајот што го давате за кандидатските листи, еве ги земав за пример, а во исто време давате информација за животната средина. Длабоко сум уверена дека ако сите ние ја сватиме сериозноста на проблемот кој што го имаме со животната средина, не само што ќе си ја подобриме и што ќе сватиме што всушност значи тоа, туку и животната средина ќе ја внесеме во секој вести, секој дневно издание. Една по една реченица и тоа влегува во уво. Ако можевме да прифатиме ковид, ако можевме да прифатиме пертусис и така натаму, животната средина исто така можеме да ја прифатиме. И тоа е моќта на медиумите, да наметнуваат теми кои што се од општествено значење. Тоа е мојата мисија. Кога ги спомнавме овие информации, јас би сакал да те честитам, затоа што во краток период доби 2 значајни награди новинарски. Едната беше посветена на твојот прилог за тешка зима, да, со наслов Тешка зима, така. серијал, што го имаше на порталот Дома, мислам, Да, претежно беа на објавени. платформата, И вториот беше што фалеше во фалише. Што фалеше во Може да ги фалише? подсетиме, еве, гледачите на овие подкасти, инспирацијата, како се случи овие прилози. Едниот беше изработен во, мислам, во корона периодот, така или после? Серијалот може би да почна да се реализира на крајот од короната, ама не сум баш сигурна, ќе ми простите, а фалише беше сега, фалише беше некаде ноември месец, да, кога се случи пожарот, големиот пожар во Тетовско. Инспирацијата.
За новинар кој што работи дневно новинарство нема потреба нешто многу инспирација. Слушате секој Произлегуваат. ден, да, слушате, правите по себе. вести и ги слушате челниците на државата како велат. Ова ќе биде тешка зима, не очекува тешка зима, тешка ќе биде зимата, тешка, и сваќате дека тоа е некоја флоскула која што тие ја наметнуваат, се ствара некоја параноја, паника, да, ќе биде тешка, а никој не објаснува што значи тешка зима. И окей, дури и да имаме тешка зима, како ќе се прави стратегија за таа тешка зима? На крај, тие се платени не за да ни кажат дека тешка ќе биде зимата, туку да ни ја олеснат сите Или да тие. најдат решение. И да најдат решение, да понудат решение и да почнат да работат на тоа. Така почна се. Во суштина, сите работи кои што ги правам, се обидувам да употребувам едни наративи кои што се достапни буквално за целата публика. Животната средина се служи со некои зборови или кованици како климатски промени, како глобално затоплување, и тоа изгледа малку далечно за обичната публика. Тоа го сватив со еден мал тест, например, зборувам со мојата мајка и таа едуцирана жена, но не работи како новинар. И сега јас си кажувам, правам еден прилог за климатски промени, и она ме гледа и вика, многу ти убава блузата, од кај си ја купи и така. И продолжуваме муабетот и јас си кажувам дека ова лето патлиџаните ќе бидат 100 денари кило. И она вика, како ќе бидат 100 денари кило? Да, тоа се климатските промени и сметам дека треба да го наративот приближиме, самите ние да се приближиме кон публиката. Не сме паметни ако употребуваме, не знам какви, дури и странски зборови, или вие треба да го прилагодите целиот речник за сите луѓе да сватат. Не смеат сите да бидат експерти за климатски промени. Не сме ни ние. Се открили што фалеше во фалише, или можеби што фали како искуство кај новинарите? Дали постои некоја недостаток на информација или познавање на некоја стручна област за да се долови еве на некој пластичен, символичен начин информацијата? Јас сум свесна дека медиумите го креираат, ја креираат општествената атмосфера, но не смеам да бидам нереална ако кажам дека во македонското новинарство фали многу, не само во фалише. Во фалише фалат низ работи. Низ прилогот од, не знам, 4-5 колку минути беше, видовме дека само со една куса анализа, без да се навлегува длабински, видовме дека сите тие луѓе кои што навидом сакаат да помогнат, не беа свесни во каков ризик влегуваат. Фалеше многу, фали се уште многу, не само во фалише, особено во Тетовскиот регион. Ако видите дека за неколку години си имаат случајно над 11 пожари, ниту еден од нив не е разрешен. Знаете, воздухот не познава граници. Ние велиме, Велес живее со оставштината од топилницата, ама Велес е многу блиску до Скопје. Воздухот не познава докаде е Скопје, докаде е Велес. Некако многу наивно ги доживуваме тие работи, веројатно затоа што се напластуваат многу проблеми и не можете на се да ставите акцент. Меѓутоа, добро е ако имате време да... Не ако имате, туку морате да имате време да отварате едни такви теми, кои што на крај новинарството работи за квалитетот на секојдневниот живот, подобрување на квалитетот на секојдневниот живот на човекот. Ако тие луѓе во Тетово не можат со години да дишат заради стотици пожари, тогаш веќе тоа е сериозен проблем. Младите кога ве следат нели преку медиумите, најчесто информациите сега знаеме ги бараме на социјалните мрежи пред се, за разлика од електронските медиуми, но публиката твоја како ги прифаќа овие прилози, еве младите, дали постои интерес кај младите за овие теми од твое искуство? Апсолутно. Воопшто се обидувам да наметнам еден имидж дека не е срамота да зборувате за домати. Се обидувам да наметнам имидж дека не само што не е срамота, туку ние мораме да зборуваме за ѓубрето кое го фрламе. И тоа не мора да биде на банален начин. Сите ние знаеме дека треба да го фрлиме тоа во корпа, ама некогаш не го правиме. И тоа многу често не го правиме. Ние не знаеме што значат климатски промени за производите со кои што ние јадеме. И се трудам, повторно ќе се вратам на почетокот, преку сета енергија што ја имам и што ја вложувам во производот, да направам едно интересно парче кое што ќе биде допадливо и за помладите и за повозрастните. Зошто? Затоа што
Може би традиционалните медиуми се уште не прифаќаат таков тип на формати, ама мене таргетот ми е помладата публика. Затоа што тие се тие кои што треба да менуваат. И точно таа публика имаше можност да види многу интересно видео. Ги имавме изведниците тука во еден подкаст. Верувам ќе се сетат многумиле на прилогот. Ти го направи оној прилог со, како беше името на дечка? Петар. На Петар. Да. Со грашокот. Да. Така, Петар не икел да јаде грашок, си носеше бурек. Бурек, да. Тоа се случи многу спонтано, многу пати зборувавме затоа што тоа буквално стана вирално. Ми се јави од институтот, ме праша дали сум слободна за викенд да отидам на планина со изведниците, прифатив, ниту сум планинар, ниту планинарам, ниту можам тоа да го правам, за жал. И до некаде ми кажат дека ќе одиме со кола, а потоа ќе треба да одиме малку така пешки. Кога видов колку е тоа малку, се покајав што отидов, ама се тоа. Сигурно и беше тоа. Петар се покажал кога И видов. како одев, знаете, вие со текот на годините искусувате се кој е интересен за да се види, слушне. Кој на вас ви е интересен? Затоа што не сте вие постојано само новинар, вие сте и публика. И гледам дека во него има штоф и материјал кој што може да даде доза на едно симпатично дете, многу искрено дете. Пораката на тоа парче, видео парче беше дека искреноста победува на крај. Ние сите се преправаме нешто што не сме, глумиме нешто, сакаме да дадеме еден впечаток за нас. Меѓутоа, симпатиите секогаш ги освојува оне што е искрен. И Петар беше постојано тоа што е во клипот. Кажуваше дека не може да оди. Јас се пронајдов во Петар. Меѓутоа, склоп на околности се случи целото видео, затоа што не Ти си беше носеше ли бурек резерва во ранец? Не носев, јадев грашок. А Петар имаше само за него. Застанавме и идејата беше да направиме кај бабуна неколку изјави од фантастични деца. Тие се многу едуцирани, многу зрели деца, иако се малолетни. Земавме едни многу убави изјави и јас реков сакам и од Петар. Застана тој, додека колегата му го местеше микрофонот, ја местеше камерата, он не годуваше повторно со нивната водичка Снежи и вели, јас сум гладен. И она вика, ајде издржи, има уште малку и готово ќе се качиме ќе јадеш. И он вика, што има за јадење? И она вика, има убав грашак. И колегата во тој момент вели, може. И тој беше под импресија, и он не сакаше да зборува ништо друго освен за грашокот. Тоа не беше по сценарио правено. Знаете, некогаш ви се местат коцките и излегува видео како што излегува. Тоа е необично, например, меѓутоа мислам дека имаше една убава порака кај сите го прифатија симпатично, им делуваше, им расположи на некој ден. Дефинитивно. Кога веќе ги споменавме младите, ние имаме една рубрика Отворено друштво. Имат тие прашања за тебе. Предлагам да одиме сега со нивните прашања. Најде. Здраво, господјо Топалова, јас сум Марко и моето прашање за вас е кои се најголемите препреки на кои што младите може да најдат при потрага и пренесување на вистината и информацијата преку медиумите? Моќта на медиумите и на новинарството е многу голема, за жал многу од нас и не знаат колкава е таа. Ама политичките чинители секаде во светот знаат што значи да се биде новинар и која е неговата моќ на ширење на информацијата. Никаде не постои 100% независно новинарство, да бидеме честни. Меѓутоа, тоа е една секојдневна борба која што носи многу болести, која што носи многу расипани тироиди. Тоа е една од најчестите болести од кои што патат новинарите, затоа што се под секојдневен стрес. Битка е, игра на зборови е и со тек на време или се навикнувате на стресот, го прифаќате и се борите против него, или ја напуштате професијата. Како може употребата на електронските и социјалните медиуми да помогне или пак да одмогне на младите во борба за пренесување на нивната вистина? Социјалните медиуми се сериозен медиум, социјалните платформи, за кои што се уште многу медиуми не се свесни, традиционални медиуми, прават некој несватлив отпор да бидат таму каде што младите сакаат да ги добиваат информациите, затоа имаме еден огромен гап на инфлуенсери, немам ништо против нив, но има многу луѓе кои што си даваат да право да зборуваат за нешто што не го познаваат и тогаш веќе има проблем, затоа што се сериозно гледани со сериозна бројка и затоа што креираат едно општествено мнение. Ни се случуваат
За жал, лоши работи, јас не можам да ги обвинам целосно за антиваксерството. Не од мене коректно, меѓутоа голем дел знам дека влијаат на тоа. Немаме почитување на науката, немаме факти, имаме само една страна, а младите нема друг избор затоа што бираат таму да ги носат и да ги читаат информациите. Така што сметам дека за многу брзо, ако не се трансформираат традиционалните медиуми и не се појават на социјалните мрежи, тогаш ќе ги снема. Тоа се случува со радиото. Радиото почна да го снемува, па се појавија подкастите за некако да го оживеат. Верувам дека и телевизиите ќе се свестат многу брзо ако сакаат да продолжат да постојат. Социјалните мрежи се сериозен медиум. И секој од вас е медиум што е на социјалните мрежи во зависност од тоа колку ја проверува информацијата што е шири. Во моментот кога ќе притиснете шер, вие сте медиум и вие давате информација. Дали информирате или дезинформирате, тоа само вие знаете или не знаете ако не сте ја проверили информацијата. Како младите може да го користат својот глас за да ја поддржат активната трансформација на зелени општества, посебно во борбата против климатските промени? Едноставно е. Јас имам во последниот период работам на еден голем проект заедно со УСАИД и ИРЕК за медиумска писменост. Имаме многу средби со средношколци, каде што им објаснувам дека тие теории што се ширеа на Facebook, дека за исмевање, Бил Гейтс ставил чип на љубица од Неготино и сака да ја следи, не се за исмејување. Во медиумите секој од нас е важен. Сите ние сме публика. И медиумите имаат ефект толку колку што ќе успеат да убедат секого од нас. Тоа е работа која што бара да се направат промени. Едноставно е. Ако сакате да ги видите промените, трансформацијата, кликајте или не кликајте на вестите. Вие сте тие што им давате ветар во грб на медиумите или што ги уништувате. Сите ние работиме за пари. Ако немам публика, мојот работодавач ќе ме смени затоа што не му носам профит. Логично е. Ние не работиме без пари. Информацијата не е бесплатна и некако вие треба да ја платите. Не веднаш со донирање на 10, 15, 20, 100 денари, 100 евра или така натаму, меѓутоа ја плаќате со вашите чекори. Вие избирате какви вести ќе читате. Затоа ако ме прашувате како да влијаете врз трансформацијата, бирајте што читате. И бидете гласни во тоа што сакате да го читате и да го гледате. Ви благодарам на одговорот. Мило ни е што добивме одговор од вас. Секогаш е инспиративно да се имаат прашања така од младите и многу пати вие се среќавате и со млади колеги и новинари така но доста од младите сега се нели присутни на тие социјални медиуми и во потрага по вистината честопати ајде да речам заглавуваат на погрешен можеби канал или она што им се пласира. Како го оцениш, како тој шунт на информација, неквалитетна информација може да младите се заштитат или како да го најдат релевантниот медиум, бидејќи ти работиш сепак и во информативен медиум, така македонската радио телевизија и во други медиуми со висок рейтинг, но сепак голем дел од медиумите се актуелни за младите, овие можеби не се нивна таргет група. Прво да ти кажам дека кога зборуваш за млади, според некои правила младите, категоријата млади се до 35 години. Јас во август наполнив 36, што значи се среќаваш со млади, не знам колку е, јас се чувствувам млада. Океј, ако алудираш на тоа за некакви почетници новинари колеги, како да избираат само ако бидат медиумски писмени. А за да имаме медиумски писмена публика, мораме да имаме медиумски писмени новинари. За жал, заглавени сме во професијата со многу незнајковци кои што сметаат дека во понеделник можат да работат трансплантација на срце, во вторник буџет, во среда со обраќање на несреќа, во четврток земјоделие и луѓето да им веруваат. Мислам дека тоа е една од главните работи зашто македонските медиуми не уживаат голема доверба кај публиката. Младите како да се
одбрана од дезинформации, кои што најчесто, морам да кажам, во Македонија не се пласираат намерно, туку од незнаење, непроверени информации. А тоа е да барат денеска со интернетот вие можете да гледате без проблем CNN, можете да гледате Russia Today, можете BBC, можете, не знам, кој било медиум и да видите, да направите разлика помеѓу новинарство и новинарство. Но можете да бидете и креатор на одредени лажни информации, може би Апсолутно. барем веле се познат по сето тоа. И Да. сепак мора да прифатиме дека споделувањето на одредена приказна вистина така носи своја одговорност. Знаеш, Стефче, се е орудие, ние во кујната сите имаме нож. И тоа е алатка, или ќе употребиме за сечење на леп или за нешто друго. Тоа зависи од нас, како ни работи нашиот мозок и како гледаме да направиме профит. Овој подкаст некој друг може да го искористи на поинаков начин, ти избра да го користиш на ваков начин со ваква гостинка, да не речам, затоа што сметаш дека така ќе ја прошириш една можеби полезна порака. Не знам, тоа е веројатно идејата. Сите ние имаме некаква цел, некаква идеја. Што сакаме да направиме во животот, како сакаме да дојдеме до нешто што сметаме дека ни е потребно. Така и младите, многу е важна информацијата, многу е важно да имаат точна информација, затоа што сите нивни чекори влијаат понатаму во животот. Дали ќе се иселат, дали ќе останат овде, дали ќе студираат на Македонски факултет, дали ќе студираат во странство, дали ќе студираат па ќе се вратат, тука ќе студираат па ќе заминат, дали ќе најдат работа, со што, дали ќе учат факултет. Има многу, да речеме, баук, глупи коментари од типот што ќе ти е факултет, гледаш дека сега ништо тоа не вреди. И јас не се согласувам. Она што никој не може да ви го земе е знаењето што го носите со себе. Јасно. И секој од нас ќе си го најде патот, буквално. Така. Јас во име на Велешани би те заблагодарил во поглед на пренесувањето на сториите, кога ги ја пренесувате, посебно ова за топилница што беше, мислам дека имавте и за езерото, ако не се лажам. И јас со Велес никогаш не сум имала некоја интимна врска, во смисла да сме биле многу блиски, меѓутоа минатиот месец имав можност да живеам 10 дена во Велес, затоа што работевме со една екипа од франко-германскиот документарен канал Арте, со кој што работевме за аерозагадувањето во Велес. Вчера ја испратив последната снимка. Работевме со велешани активисти, работевме со луѓе кои што никако не ја напуштаат идејата за почист Велес. И јас одблизу се запознав со луѓе кои што во сите овие 10 години изгубиле многу велам луѓе заради проблемот. На оставштината од топилницата. Направивме посебни резултати во една лабораторија за да видиме што се има се уште во оној црн рид што е надвиснат над вас. Баравме решение како тоа може да се направи. Велешани не само да престанат да умираат од тоа, туку да заработат. Имате сега со најновите технологии, имате можности Велес да стане богат град, наместо град на црнила и на смрт. Тоа е тоа што ме инспирира и тоа се примерите кои што ме тера да работам, затоа што сметам и верувам во тоа дека можеме да направиме промена. Јасно. Кога спомна акредитирана лабораторија, неодамна на настан кој што го организиравте, каде што беше предавач, беше професорот Дејан Мираковски. Така, што е доста ценет во овие кругови. Во неговата лабораторија бевме. Јасно, во Штип, во универзитетската Амбикон. лабораторија, така, изнесоа добри информации кои што ми беа плюс можност да видам дека и кај медиумите, односно медиумските работници, не достигаат одредените или погрешно до сега пренесувани информации. Ма не, ние не знаеме. Да, Ние да. вистински не Нова знаеме. област. Се впуштаме, видете, например, јас подлежев на еден многу тежок факт-чекин од страна на Арте. Се што кажавме, имавме момент кога еден екоактивист во изјава кажа дека умираат 5000 случаи годишно од аерозагадување во Велес. И тие ни рекоа, дајте ми доказ. Јас велам, ама тоа е точно. И он вика, не, дајте ни доказ. Може се 6, само може се 1000. Тоа поминува во македонските медиуми. И тоа е затоа што публиката тоа го дозволува. Така, интересен беше фактот, посебно оние микрограми, милиграми, честички, 2,5-10, така за гледачите. Да, апсолутно. И имавме сега едно натегање со... Знаете, секој си влече на својата страна, екипата мораше да си замине за Германија, нас ни треба резултатите, а
обработката на резултатите не беше готова затоа што примероците кои што ги однесовме им требаше повеќе време. И јас велам, ама тие мора да си одат. Јас не можам да излезам и да зборувам нешто што не знам. И тогаш сваќате дека вие не можете против експертизата. Ако сакате да имате конкретни резултати, вистински резултати, релевантни, тогаш морате да направите друг план. И тоа чини и пари, и средства, и време, и се, меѓутоа, тоа е единствениот начин што морате да го направите. Многу на брзина ги работиме работите овде, непроверено, проаѓа се, така шириме паника, така шириме параноја, така имаме едно неубаво чувство. Ако излезам надвор од ова студио и прашам тројца Велешани како се чувствуваат, сигурно ќе ми речат, абе, убаво е сонцето, ама ние не чинеме, државата не ни чини. И тоа е едно колективно чувство. И тоа е нешто за што голем удел имаат медиумите. Јасно, тука информацијата посебно, нели кај што Скопје беше прогласуван за број 1 најзагаден град во светот, но потоа се испостави дека сепак зависи од релевантноста на мерните станици, Апсолутно. дека не може да се споредува Скопје со, не знам, Нью Делхи. Нью Делхи, кој што е огромен по површина и население. Да, фактите се разочарувачки во поглед на загаденоста, но тоа не се сепак информации кои што така треба да звучат, можеби, или погрешно се пренесени. Апсолутно, да. Така излезе Скопје, сега е најзагаден или? Па не знам, јас не имам некоја експертиза за да кажам дали е најзагаден, меѓутоа знам дека секогаш кога ги прибирам податоците за да дадам информација дали колку Скопје, Велес или кој било град е загаден, ние имаме мерни станици кои што се на Министерството за животна средина, кои што даваат и мора да даваат и тие се според правила, пропорции на Европската унија установени и немам потреба да барам на други места, освен многу честите. Кога не се исклучени, може би кога само. се исклучени, не работат, расипани се и така натаму, ама тоа е плюс информација, дека вие морате да правите притисок затоа што ви недостасува една таква информација. Има многу апликации во денешно време, меѓутоа сите ние мораме суштинските информации. Ние креираме стратегија и политики врз база на информации, а ние немаме точни информации. Не може да ви биде репер мобилна апликација. Може да биде. Може да даде насока па да дојдат со она мерна станица која што имаат мобилна, па да измерат и да ни кажат дали е тоа така. Да, од каде до. Но не може тоа да биде единствената бројка. А јас ги разбирам и луѓето зошто е тоа така, зошто измислуваат, иновираат такви работи, затоа што имаме сериозен недостаток од информации. Еднаш му се јавив на Дејан Мираковски. Или затајување кај институциите. За Куманово. Во Куманово има поставено неколку такви мерни станици и му ги кажувам бројките и тој вели, кате тоа е невозможно. Ако се така бројките, луѓето ќе умират по улиците. Сме имале масовни гробници. Да. Факт е дека проблемот е реален, не се работи Апсолутно. многу на сето тоа, но факт е дека мора да се биде предпазлив. Кога пренесувате точни информации, сепак задираат и во некои бизнис интереси. Кои се последиците на пренесување на вистината како новинар? Што би рекле? Имате со текот на годините сваќате колку ви значи мирот или колку ви значи промената. Па одите далеку колку чувствувате дека можете да ја терате трката. Во суштина никој не стои позади вас кога сте во голема каша. И затоа велам ова се сериозни работи и ние не можеме да се играме затоа што екологијата носи сериозни пари. И вие не можете туку така да вадите информации дека нешто е многу загадено, не е загадено. Таму имаше, колку што се сеќавам, правевме прилози дека една српско-македонска фирма сакаше да го дислоцира тој рито таму. И вие не можете туку така да кажувате дали тоа чини или не чини. Мора да правите една анализа. Да се долови другата да страна информацијата. Да се слушнав со информацијата. собственикот, ми се јави после прилогот, собственикот. Беше многу културен, љубезен. И ми рече, сакам да ви кажам нешто околу прилогот и во суштина само ние разговаравме и ми го потврди тоа што го зборувам. На крај го прашав дали има нешто што не е точно во прилогот, може се да се случи, нели? И тој вели не, само сакав да би објаснам дека ние не правиме ништо лошо. Се случува, има секакви луѓе од позиција на моќ се јавуваат и нормално се чувствуваат некогаш загрозени. Некогаш и ние не сме во право и тоа го прифаќам. Може да се случи да не сме во право. И ние грешиме, и ние не сакајки пуштаме дезинформации. Во последниот период ми се случи, не сакајки, да, што не смееше се случи,
зборувајќи за жените во техничките влади, да испуштам една наша министерка која што беше дел од техничката влада, ја сменија не на истата позиција, отиде на друга и заборавив да ја ставам во презентацијата. Едноставно не ја видов, меѓутоа тоа е мој проблем. Ми пиша дека анализата не е точна. И се извинив и кажав, знаете, тоа е јавно кажан збор и тоа е дезинформација пласират. И се што можеме да се извинам, но информацијата отишла. Јасно. И сега зависи колку тоа ќе има последици по тоа. Вие не можете, новинарите подлежат на сериозни закони и одговараат пред суд и така натаму. Ние не сме овде за да жигосуваме нечии животи, да затвараме бизниси и фирми, туку да работиме за општото добро. Така и она пресумција на невиност за одредени дела да се почитува. Вие имате се уште извештај кој што стои пред куќа и вели овде беше убиен човекот, силувана девојката, зборуваме за мали места кои што сите се знаат и тоа е секундарна виктимизација која што воопшто не се почитува. Јасно, во поглед на новото време, колку е интересот на младите за вклучување во новинарските кругови, студии по новинарство, не знам, академии, курсеви? Бидејќи ти си активен и како предавач некогаш. Да, за жал, официјалното новинарство кај нас или на факултетот се запишуваат многу малку луѓе, тоа е затоа што новинарите, како што реков, како професија, уживаат многу мала доверба и имаат имидж дека се многу малку платени, што и не е далеко од реалноста. И нормално, во денешно време, кога имате можност да бидете инфлуенсер, зашто да работите за некој, да немате слобода. Една од најголемите лаги денеска е дека им давате мобилен телефон и им кажувате дека имаат слобода и дека немаат работно време. Во суштина, тие се постојано на работа. Само што уживаат во тоа што го прават. Во традиционалните медиуми не е така. Ние се куцаме во 10, се откуцуваме во 5. И тоа е одземање на слободата кој што младите не го прифаќаат. Ова се други времиња. Затоа не само во содржинскиот дел, туку традиционалните медиуми мора да доживеат трансформација и во организацијски дел ако сакаат да имаат млада нова сила. Има многу млади луѓе, креативни, кои што сакаат и се интересираат за ова. Тргнете од себе. Во средно училиште, омилени ми беа предметите каде што професорите тоа го правеа енергично, со љубов и со жар. Јас сакав биологија, а не сакав да одам медицина на факултет, не сакав да гледам крв и инекции, ден денес кога ми земаат крв од рака се вртам на другата страна, не можам. Меѓутоа, јас сакав да учам биологија затоа што професорката беше фантастична во тоа како го правеше. Никогаш не сакав, не знам, германски јазик. Немам ништо против германскиот јазик. Имав една професорка која што воопшто не даваше ништо од себе за да ни го направи тоа да биде убаво. Знаете, одите, завршувате и си одите дома и веројатно беше она задоволна со тоа, не знам. Меѓутоа, и така и во медиумите. Што ќе дадете, тоа ќе добиете. Како Катерина заврши и како презентер на вести? Интересен ти е тој момент или кои се твои планови за во новинарската кариера? Мојата приказна е многу специфична. Јас во суштина сакав да бидам оперска пејачка. Да, сосем различно. Јас сум од Штип и има средно училиште медицинско во музичко во Штип. И кога реков дека сакам да бидам оперска пејачка, татко ми викаш, ама што ти ми, што е Бионси, Каролина? Кој ќе ти дојде на тебе на концерт? Јас велам, јас сакам, како ќе се вработиш? Во Македонска опера и балет на 50 години по една пејачка примаат. Каде ти ќе најдеш работа? И имаше среќа, веројатно он, може би јас, затоа што таа година не прима солисти, туку прима теоретичари. И тоа воопшто не ми изгледаше атрактивно и се запишав в гимназија. Меѓутоа, во исто време почнав да работам во Ирис телевизија на забавни емисии и тој флерт со камерата ми беше многу предизвикувачки, ми беше многу симпатичен и ја видов моќта на оваа професија. И затоа реков ќе бидам новинарка. Имав коментари од типот, а што мислиш ти во Скопје те чекаат ти да отидеш таму па да бидеш новинарка? Што мислиш ти, нема да те згазат? Моја да пробам, нивно е да ме згазат. Yes. Така што не, апсолутно, пазарот е отворен за сите. Никој не може да ви го земе она што го носите во себе, што ќе го дадете. Има многу препреки, се случуваат, ама тоа е во секоја професија. Ова не е професија која што можете да работите ако не ја сакате. Yes. Ова е многу напорна професија. Со пренесување на вистината, информацијата има и одговорност. Тоа, знаете, јас имавме вчера група од средношколци во Македонската телевизија и беа во редакцијата на информативната програма и ми кажувам дека овие луѓе цел ден работат за 2 минути да им пуштат во вести и не се знае дали ќе им ги пуштат.
До последен момент. Изгледа како мрзеливост и така натаму, меѓутоа не е така. Не вреди се да биде на програма. Вие морате да имате филтер и селекција. И вие морате да направите нештото да биде полезно. Јас ви трошам во овој момент на вас и на сите овие што го гледаат минути од животот. Нешто што не се враќа. И ако немате вие некаква порака да им кажете зошто да им го трошите времето, нека уживаат, нека јадат смоки и нека уживаат во животот. Вие морате да сватите дека им крадете на луѓето живот. Добро, некогаш е одвоено време за да слушнате да, корисна тие одлучуваат и информација. вие мора да ги почестите со нешто полезно. Вие мора да им кажете нешто што тие не го знаат, а вие го знаете. Не може, знаете, мојата керка, имам керка 10 години и ми вели сакам да отворам YouTube канал. Океј, ќе отвориме. Што сакаш да правиш на тој канал? Вика па да си снимам видеа. Добро, какви видеа? Па не знам некакви видеа. Не, ти мора да знаеш што правиш. Ти мораш да имаш цел. Јас кога тргнав денеска од Скопје со автомобилот, имав цел дека ќе стигнам до Велес. Не земав да се возам без цел. Нели, да вртам кругови. И тоа е Добра тоа. поента. Така. Со сите овие информации, посебно од животната средина, со стојбата во институциите, во општеството кај нас, бидејќи ние како промотери на тој Европски зелен договор, односно Зелениот договор на Европската унија и агендата за Западен Балкан, еве како последно прашање, што мислиш, има ли надеж Македонија да постане трансформирана држава кон зелено општество, општините зелени, како би можело тоа да се забрза или таа трансформација, навиките, законската легислатива? Ама јас ако не верувам во тоа, нема да го работам тоа. Ако не им верувам на луѓето со кои што работам, не сакам да работам со нив. Овде нема лицемерие и не сме да има. Трансформацијата ја правиме ние. Пробувам веќе подолго време да не печатам текстови во телевизија, туку секогаш кој ќе има можност да го правам на мониторот, бидејќи таму ми стојат. Да не трошам хартија. И тоа се некои смешни чекори, веројатно, за некои, меѓутоа да, почнувате да се освестувате дека имате мисија, дека нешто сакате да промените. И ако тоа е моќта да тргнете од такви чекори, тогаш правете го тоа. Не му дозволувам на сопругот да лади лубеница со пуштена вода. Ме разбирате? Мислам, нема зошто да го прави тоа. Стави го во фрижидер, тоа, бидејќи имаме фрижидер дома, зашто не била... така било поубаво. Не. Имав една гостинка во емисија која што велеше, ја терам керка ми секогаш која ќе става шампон на главата, да исклучува водата, па пак да ја вклучи, не да ја тече цело време. И некогаш е тоа смешно, ама ние мораме да сватиме дека ние ги правиме промените. Ако се промени законот, тоа не значи дека сите овие работи ќе се променат. Ние постојано чекаме некој друг нешто да направи за нас. Ние мораме да сватиме дека ние го правиме тоа. И вие ако направите доволен притисок дека животната средина ви е најважна, тогаш ние имаме избори. Сите ќе се фокусираат. Гледате како зеленото е веќе модерно. Сите станаа зелени. Сите почнаа да зборуваат. Никој ништо не прави во суштина, ама сите зборуваат за тоа. И да, колку повеќе се зборува, толку побрзо ќе се оствара. Ако им кажувате на луѓето дека тоа е тоа и ништо нема да се смени, тогаш зошто би пласирале такви информации? Длабоко сум убедена дека ние можеме да смениме се што ќе посакаме. Вистина беше инспиративно да те слушнам, сето ова и верувам и за гледачите. Имаш многу за кратење, предпоставувам. Може би се ќе пренесеме како информација, но твоите прилози навистина ми беа доста и мене лична инспирација да ги проследам, да ги споделам многу пати на сите канали што ги имаме. Ти посакувам многу нови успешни награди, многу нови успешни прилози. Верувам имаш што уште да како млад човек. Секогаш излегуваат нови работи, така што не, новинарството е книга без корици и терате напред, нема крај. Верувам дека ќе има некој нов подкаст од тебе со некои плюс информации и за новинарството, и за ширењето на вистината, и за животната средина теми. Кај тебе направивме спој на темата, бидејќи си активен новинар. Од оперско пеење до се... До прилози за фалише, така, да, фалише, и нови теми. Значи, уште еднаш ни за награди, ни за нови инспиративни прилози и вечер те гледаме на вести? Вечер не сум, ќе одморам, ама утре сум. И утре и задутре, така што нема крај. Благодарам многу за почестена сум што е те избрал да бидам твој гостин во овие подкасти. Се надевам дека кажавме нешто паметно за оние што остана на каналот каде што се емитувате да не гледаат. Ти благодарам уште еднаш.
Благодариме што бевте дел од денешното издание на подкастот XYZ. Не заборавајте да нас заследите на нашите социјални медиуми кои што можете да ги видите во одјавната шпица. До тогаш, бидете инспирирани и истражувајте.